сите. Едно големо благодарам од целиот тим на Охрид Ньюз што дојдовте во оваков број да ни ја збогатите нашата роденденска одложена прослава и се разбира пред се промоцијата на втората годишна ревија на настани на Охрид Ньюз. И ова година се одлучивме да ја продолжиме традицијата која сакаме да уште многу години нели во иднина ја реализираме, а ја започнавме минатата година. Околу 10.000 настани беа покриени оваа година од страна на професионалниот тим на Охрид Ньюз. Во најголем дел објавените информации се авторски текстови на екипата која неуморно работи овие 9 години, информира за се она што се случува во Охрид и пошироко се разбира. Во втората годишна ревија на настани поместени се покрај позначајните случувања кои одбележаат 2015 година и повеќе истории кои го свртеа вниманието на јавноста, а исто така се поместени се разбира и неколку, односно точно 5 успешни приказни кои според она што го работеше редакцијата на Охрид Ньюз 2015 година ја одбележа годината која изминува. Кои се тие настани во наредните неколку минути. Добро вечер и од мене. Ни ги откри тајните на Охридското езеро. Низ неговиот објектив беа фотографирани и документирани богатата флора и фауна, остатоци од војни авиони и бродови од Првата светска војна, неколку преисториски населби. Својот подвиг го започна на крајот на месец февруари, го заврши во месец мај. Под површината на Охридското езеро помина речиси 90 часа и изнурка должина од 85 километри. Признанието на Охрид Ньюз за подвиг на годината оди во рацете на меѓународниот нуркачки инструктор Милутин Секуловски. Па вака, пред 10 години на еден кафе муабет се нафне со Горано Мировски и ми кажува дека ќе отвори електронски весник. Во тој момент бев малку скептичен и реков сега имаме доста весници, доста изданија, така да дали ова воопшто ќе успее. Но гледате и самите дека ова приказна не само што живее, него и продолжува понатака со сите оние информации кои се секојдневно пласирани, објективни информации, не само од регионот, него и од Македонија и од целиот свет. Но за овој подвиг и за ова што ова признание ми значи многу. Зошто ми значи многу? Затоа што гледаме дека сите оние наши активности некој сепак ги забележува и ги цени. Ви благодарам уште еднаш. Во 4,5 децениското работење на оваа високообразовна институција дипломирале повеќе од 6.000 студенти на сите студиски програми. Нивни студенти се кадар во владата, во бројни институции, агенции, осигурителни компании, шпедиции и хотели. Факултетот за туризам и угостителство во Охрид е најстарата високообразовна институција во земјава и една од најстарите во регионот која продуцира кадри од областа на туризмот и угостителството. Признание за повеќе децениски придонес во образованието му се доделува на Факултетот за туризам и угостителство. Секогаш е големо задоволство кога ќе се добие некој признание, особено кога ќе добиете од луѓе кои постигнале големи успеси во својата професија. Нас ни е драго што имаме одлична соработка со Охрид Ньюз како медиум кој што објективно информира и континуирано информира јавноста не само во Охрид, туку и пошироко, еден од најдобрите електронски медиуми во Македонија. Се надевам дека таа соработка ќе продолжи, а нашиот факултет секогаш ќе стои за располагање заеднички да даваме придонес кон подобро општество и кон информирање, пообјективно информирање на сите. Неколкумина млади волонтери го посветуваат своето време на бездомните животни во неодамно отворениот стационар кај Маунскер.
Во импровизиран простор, без основни услови, тие се грижат за здравјето и хигиената на неколку десетици куќиња, од кои дел се бездомни, а дел се напуштени од несовесни сопственици. Засега изостанува поголема поддршка од заедницата, но тие се оптимисти и продолжуваат понатаму во заштита на бездомните животни. Приказна која секако треба да продолжи и да се поддржи. Признание за волонтерска активност на годината му се доделува на Сдруженијето за заштита на животни и анималија. Поканувам представникот Анималија да го приме признанието. Благодарам за ова пријатно изненадување. Ова признание наистина многу ми значи како здружение. Требаше да бидеме во поголема бројка дени, меѓутоа со оглед на тешкотиите низ кои поминуваме волонтирајќи, ето и јас прилично уморен, сепак смогнав сеќи да дојдам овде да го примам ова признание, кој што го посветувам на сите волонтери во Анималија, меѓутоа го посветувам и на бездомните животинки, кои што за жал се третирани на начин кој што, да речеме, несоодветен е за битие кое што е живот. Да не филозофирам многу, голем ти благодарам за ова признание и се надевам дека заеднички преку нашата соработка што имаме ќе допринесеме за создавање на едни подобри услови за бездомните животинки, а воедно и едни подобри услови за оние граѓани кои што наистина сочувствуваат со нив и нивната благосостојба. Благодарам се што може. Приказна ја започна како мал ноќен клуб во стариот дел на Охрид во 2000 година. Во 2008 со работа започна плажата Куба Либре, која е омилено место за одмор и релаксација на охриѓани и туристите. Дел од успешната приказна се и ноќниот клуб Хавана во центарот на Охрид и ресторанот во Свети Наум. Оваа година одбележува 15 години постоење. Признанието на успешен угостителски бренд на годината го добива Куба Либре. Повикувам представник Најпрво добро вечер на сите присутни и сите кои не следат преку лайв стримингот на Охрид News. Сакам да искажам голема благодарност за оваа награда од моје име и името на Куба Либре и воедно да го поздравам целиот тим на Куба Либре кој изминатите 15 години несомнено даде голем придонес за да Куба Либре биде она што е денес. Група ентузијасти. Пред 5 години го реоформира кометниот клуб Охрид, кој денес е препознат и спортски бренд. Во петата сезона гладиаторите бележа најдобри резултати по реоформувањето. Клубот е на втората позиција на табелата во елитната Суперлига, веднаш за лидер и учесник во Лигата на шампиони Металург. Пласманот во разигравањето за титулата станува реална за обиѓани. Кометниот клуб Охрид е на успешна спортска приказна во Охрид во 2015 година. Добро вечер на сите. Задоволство ми е што можам да искажам огромна благодарност до редакцијата на Охрид News, до главниот уредник Горан Момировски, до уредникот на спортската редакција Михаил Постоловски, кој што цело време заедно со нас и со екипата ни дава поддршка во медиумскиот простор. Секако дека благодарноста ја искажувам и во име на ракометарите, во име на стручниот штаб, во име на сите оние млади луѓе кои што се дел од младинските категории на РК Охрид и секако дека оваа награда ќе биде уште еден мотив повеќе да продолжиме понатаму и може да ветиме на охриѓани уште многу неизвестни надпревари во плейофот и се надевам дека ни една екипа нема лесно да помине во. Благодарам уште веднаш. Јас се надевам дека можеби во следната или во сезоните кои доаѓаат ракометниот клуб Охрид ќе не израдува и со некој трофеј. Ќе не израдува можеби со некој трофеј кошаркарскиот клуб од Охрид кој исто така е реоформен од оваа година и бележи извонредни резултати кој
во наредната сезона несомнено ќе игра во елитното надпреварување во Македонија во првата лига и се надевам дека позитивни резултати ќе забележите и сите вие во годината што доаѓа во 2016 година во која се надевам ќе влеземе со желби за поубаво утре и за подобри денови. Изразувам благодарност до сите помагатели и спонзори кои овозможија од печат да излезе втората печатена бесплатна ревија на Охрид Ньюс, која ќе биде дистрибуирана до Охриѓани, до читателите во наредните денови. Изразувам голема благодарност до Куба Либре што ни овозможува втора година да во овој прекрасен амбиент на ваков начин го одбележиме и промовираме нашето печатено издание на годишни настани. Посакувам многу успех на сите во 2016 година. Се надевам дека ќе ни биде многу поуспешна и барем поуспешна од ова 2015 година, која во уводникот кој го напишав во ревијата ја квалификував или ја крстив како година на подоги, која се надевам дека повеќе нема да се повтори. Изразувам посебна благодарност до тимот на Охрид Ньюс, до целата екипа која работеше на ова издание, која секојдневно работи на бележење на сите настани кои се случуваат во Охрид. Посебна благодарност до дизајнерот Антонио Столматовски на непреспиените ноќи кои имавме во декември да успееме да стигнеме да промовираме годишната ревија. Благодарност до колегите од медиумите, уште еднаш до сите вас кои сте тука и се надевам дека ќе имаме едно убаво неформално дружење сега, толку во овој официјален дел следува оној повозбудливиот неформалното дружење. Ви благодарам уште еднаш на сите.